Денеска се одбележува Светскиот ден на здравјето востановен во 1948 година кога стапил во сила Уставот на Светската здравствена организација. Имено секоја година на 7 април се избира на што ќе биде истиот посветен. Годинава тоа е депресијата, како болест која е дијагностицирана кај секој четврти македонец, а истата зема голем замав и во светот. Но покрај депресијата и алергиите се болест на модерното време. Се почести се и се повеќе се спушта старосната граница на ова заболување. Како се буди пролетта, така се поголем е бројот на лица кои бараат помош заради појавата на кивавици, кашлање, солзење на очи и слично, кои неретко се и препишани како симптоми на настинка. Често, посебно вака во сезона кога имаме стомачни вируси, белодробни вируси, кога имаме алергии, кога е сезона и на астматични напади. Може да даде забуна и во тој случај е многу лошо кога вие при состојба на алергија давате антибиотик. Значи може би само уште повеќе да го засили, да ја засили таа алергиска реакција, но најчесто со една добра анамнеза можете да диференцирате за што станува збор. Доколку пред 10 години поленските алергии беа носечки по 8-та или 9-та година на животот, последните години тие се тригер фактори за страдањата и кај деца на возраст околу 4-та година од животот. Основна особеност дали една индивидуа ќе има тешкоти или не, лежи во незиниот генетски код. Алергиите како симптоми може да поминат и локално. Тоа се вика Артусов синдром. Значи не мора секој пат да биде изразен тој анафилактичен шок. Може да си ги имате стандардните симптоми кои ќе бидат со поголем или помал интензитет. Може би реакцијата да биде само локална. Локално црвенило ако е контактна. Ако сте фатиле со рака, антигенот, осипот може да се движи на подлактицата, најчесто на помеките и понежните делови ја среќаваме и може да заврши локално. Може би тој осип ќе заврши до лактот и нема да се качи погоре. Но она што најмногу не плаши кај алергиите како крајен исход, тоа е бронхијалната астма. Затоа што честите такви алергиски реакции можат крајно да завршат со една бронхијална астма, што додатно ја комплицира состојбата. Особено родителите треба да внимаваат доколку кај нивните деца забележат симптоми на алергија. Во денешно време алергиите колку тешко се разликуваат од настинките, толку тешко се разликуваат од новите состојби, значи кои ги нарекуваме интолеранција на храна, посебно кај таквите алергии. Бараат друга дијагностика, бараат друг третман, така да при алергиски реакции, при осипи, при симптомите кои ги споменавме, обавезно да се јават кај стручно лице, кај лекар, затоа што експериментирањата и чекањата многу пати знаат да дадат тешки компликации. За жал не се справуваме само со присутните алергии во воздухот што го дишеме. Јачината и несаканата зголемена потентност на вдишувачките алергени е подпомогнати од високата аерозагаденост, особено присутна висока концентрација на киселите радикали од типот на азотните, сулфурните, озонските честички, бензоатите и слични на нив кои вршат голема лезија на респираторната лигавица. Ја зголемуваат моќта на присутните алергени и воедно овозможуваат аероалергените да поседуваат поголема пенетратна моќ и како резултат следува поголем број индивидуи да имаат алергенски тешкоти и појака клиничка слика која не се смирува толку лесно со пропишаната терапија.